Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Деновиве додека подзавршувам некои концепти за некои видеа што планирам да ги снимам, си помислив зошто да не направам видео со летни препораки. Не знам, за романи што можеби одат добро да се читаат летно време. И ми текна дека такво видео веќе имам направено, тоа беше во соработката со Europe House и го има на нивниот канал и може да го ставам како линк на ова видео. Па си помислив после кој роман би можел да го споделам, да се осврнам на тој роман и да го препорачам. И ми текна на овој роман, на Зборови од Јордан Коцевски. Може да ја претпоставите како оди асоциацијата, значи Јордан е од Охрид, значи охридски писател, действието на романот се одвива во Охрид, иако романов нема врска, не е некаков летен роман, мислам, меѓутоа ја сваќате асоциацијата. Сега е лето, па Охрид, па не знам, одмор и така натаму, и ми текна дека сега е вистинско време за романот на Јордан Коцевски Зборови. Јордан, ако не се лажам, има 6 објавени романи. Ово му е прв напишан, ако не се лажам, меѓутоа не е прв објавен. Имам прочитано барем 4 негови романи, значи овој Зборови, Заследиме, Тегли го читав и Наследството, Прозорецот, тоа е меѓутоа Тегли и тој роман му се одат во продолженија. И јас му кажав, значи ги имам прочитано сите овие 4 романи и му кажав дека Зборови мене ми е еден од омилените, најомилениот негов роман. И затоа одлучив да споделам неколку збора за моите впечатоци од читањето на овој роман. Можеби делумно доигра улога тоа што овој роман си функционира сам за себе, значи нема продолжение на овој роман, освен ако Јордан не реши да не изненади да го продолжим, и тоа супер си функционира романов. Зашто станува збор? Еден млад човек во своите 30 години по име Стефан, значи живее во Охрид, меѓутоа живее во станот во кој што живеел со неговата сопруга, која што е веќе почината, веќе неколку години, меѓутоа Стефан живее во еден denial, во едно одрекување, значи не може да се соочи, не може да ја преболи болката од загубата на неговата млада сопруга во која што е влюбен, кој што си имаат своји ритуали на читање, на пиење чај заедно и така натаму. И го гледаме затворен во неговиот секојдневен живот, значи не може да ја пушти болката, оди во локалната градинка, им чита на децата книги, тоа му е едно нешто што го прави добро и децата го сакаат. Колекционер на книги, има огромна библиотека, разговара со улични продавачи, бара некоја приказна што можеби е, не знам, некој ретко издание и така натаму. И значи нема да има спойлери во ова видео, дури нема ни да дадам премногу склоп на околности. Ќе се случи да ќе се запознае со неврохирург кој што работи како неврохирург, меѓутоа сака да се обиде да експериментира во поле кој што е надвор од директно поврзано со неговата работа, и му предлага, ќе се запознае со Стефан, му предлага да му изврши трепанација. Тоа е продупчување, правење дупка на черепот, и тоа како пракса тоа оди уште во древни времиња, значи поради разни причини. Меѓутоа докторот сака да експериментира, надевајќи се дека можеби на таков начин ќе се отворат можности, можеби за комуникација, дури и со мртвите и така натаму, или може да се примат зборови од другиот свет. Стефан најпрво одбива, меѓутоа ќе дојде во ситуација каде што ќе се нафати на тоа, ќе се нафати, ќе се случи тоа, и приказната се развива и станува многу интересна всушност. Веќе од тука, од тој момент, влегува на сцена можеби паранормалното, значи влегуваат фантастични елементи, можеби, значи ја напушта не знам, реалистичноста романот. Јордан не движи во една многу интересна насока. Ќе почна да се случуваат работи за да на крајот има многу интересна кулминација и еден прекрасен крај. Значи нема да откривам ништо за крајот, меѓутоа крајот е многу интересен. Значи она што ми се допаѓа кај Јордан, би спомнала дека
не функционира copy-paste, значи од она што сум го читал кај него, значи нема една иста шема што ја тера, туку па речиси сите овие, иако не знам, не би сакал сега во жанрови да го сместувам, не знам дали има тука психотрилер елементи, крајм, има секакви елементи, меѓутоа тоа не е најважното. Важното е кога чита човек книга да ужива во книгата и да е добра книга. И значи тоа ми се допаѓа кај него и ќе издвајам значи неколку моменти или неколку аспекти, неколку елементи во оваа книга, во овој роман што многу ми се допаѓаат. Прво, ајде почнеме со последното или со она што мислам дека е силна страна на Јордан. Директно ќе одам со тоа, тонот. Значи тонот на раскажување и јазикот кај Јордан се многу природни, многу ја нема она понекогаш ќе се нарекувам некаква си некој македонски патос и трагичности, дека се мора да биде тешко и мрачно и тегобно и така натаму. Го има тоа во македонската литература. Многу сакаме ли тоа да си го признаеме или не. Кај Јордан раскажувањето е лесно, не лесно во смисла дека тоа е нека лесна материја или содржина, туку е привлечно, јазикот е современ, убав, значи природен, диалозите функционираат добро, диалозите се убаво напишани и мислам дека тоа му е силна страна на Јордан, едноставно има една непосредност, можеме да се поврземе со ликовите, можеме да ја доживееме атмосферата, можеме да уживаме во тонот на приказната. Значи тоа е едно нешто што го ценам кај Јордан и што ми се допаѓа и што го има и тука и во овој роман. Друго нешто, ликовите се многу добро изградени. Стефан можеме да навлеземе во како се чувствува во неговата психа, дека не може да се соочи, се изолирал и од неговите родители, значи комуницира со родителите на неговата почината сопруга. Значи е многу фино изграден карактер. Сега, кога станува збор за неговата соседка и за други ликови се одлично изработени, меѓутоа родителите на неговата сопруга и неговите родители, колку добро, колку природно се напишани овие ликови. Океј, можеби не се контраст едни на други, се слични, можам си замислам фино образовани, културни луѓе, меѓутоа начинот на кој што комуницираат едни со други, неговите родители кои ќе дојдат во Охрид во една сцена да го посетат родителите на неговата сопруга, многу ми беа драги тие ликови, уживав додека ги читав. И тоа е, мислам дека тоа е една друга силна страна на овој роман. И сега некако одам од позади на напред, почнав со тонот, со атмосферата, па продолжив кон ликовите и сега се движиме. Некојаш ликовите се најважни, меѓутоа некојаш нели заплетот најважен. Заплетот е океј. Можеби кога дојде до момент трепанација, онака ми беше малку као океј, не сум сигурен како ќе се изведе ова. Меѓутоа нели ставајќи го Стефан во неговиот сетинг, прво убаво ни дава добра подлога да разбереме каде се наоѓа, од каде доаѓа, што се случува со него, за да после онака се заврза приказната, заплетот многу фино функционира и после таа трепанација за кој што бев малку скептик, има нели паранормалното влегува на сцена и многу фино е тоа изградено, трпеливо, ситуации во кои што ќе почнат ќе се отвори таа комуникација и ќе видите што ќе се случи, за да на крај уште понатаму значи се искомплицираат нештата, се разоткријат некои нешта и за на крај немаш она што ми се допада, не е шокер, не е шокантен некој плот твист, туку приказната, значи не чекаме да видиме кој ќе биде убиецот, не чекаме некаква драма, некаков страшен пресврт на крај, меѓутоа приказната како што кулминира, подоцна и полека се разрешува и се спушта и кротко завршува, значи кроток е тонот и целата оваа приказна. Јас додека го читав пред неколку месеци
Навистина уживав онака модерен, убав македонски, охридски роман, фино напишан. Јордан знае да пишува, има убав стил. Да, не сум ги прочитал сите негови книги, меѓутоа сум почитувач на неговите романи. Ви го препорачувам зборови од Јордан Коцевски. Знам дека можеби некој нема се сложи и за тоа кој е дали ова е неговиот најдобар роман. Океј, прашање на вкус. Кажете ми кој ви е омилен роман од Јордан Коцевски, вие што го следите, без да должам многу да ја ширам работава, препорака за Јордан Коцевски и зборови. Мислам дека Охрид, лето, иако нема врска, не е лето, не е некакво убиство што се случува во Охрид, низ чаршијата, па сега треба да се разреши. Не е таков роман. Препорака за зборови од Јордан Коцевски, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!